Podpredsedatelja, Ju faleminderit i nderuar nën kryetar, i nderuar publik, i nderuar ministër. Para ne balanci i buxhetit për vitin 2021 dhe kur do ta shikojmë kështu, mund që можеме да се контраме, меѓутоа основно прашање кое што треба сами да си го поставиме е дали ние, дали граѓаните на Република Македонија живеат подобро за разлика од пред 1, 2, 3 или 5 години. Јас веднаш ќе ви кажам дека не живеат, затоа што има многу релевантни институции кои што го потврдуваат тоа, колку и ние да сакаме да звучи тоа добро, колку и да сакаме да си даваме сами надеж и да се лажеме дека живееме во една многу добра, многу конципирана држава како што треба, каде што се е на место, самите фактори кои што ги носат овие институции го кажуваат спротивното. Паднавме на 111-то место по корупција во светот. Дојдовме во друштво на Панама и на Монголија и за жал нашата траекторија на движење не носи кон Сомалија, кон Еритреја, кон Судан и така натаму, наместо да не носи онаму каде што со децении веќе се обидуваме да стасаме кон Европската унија, меѓутоа тука секогаш наидуваме на една пречка која што не е само административна, туку е и не знаат веројатно како да ни кажат дека не сме за таму со ваква корупција, па затоа ни наоѓаат некакви замерки, иако вие ветувавте дека за 4 или 5 години дека ќе стасаме таму. Кои се фактите? Фактите се овака. Дека влеговме во една пандемија, која што покрај здравствената предизвика и економска, за жал гледаме и политичка криза, меѓутоа пандемијата не остави трага само во Република Македонија, туку остави и во соседството, и во целиот свет, и во цела Европа. Меѓутоа ќе се задржам на соседството. Оваа година требаше да имаме обнова на економијата, затоа што пандемијата требаше да заврши, арно ама поради неспособноста на Министерството за здравство, доцнеа вакцините, цело време поземувавме, баравме се, молевме и така натаму, и пандемијата не заврши, туку се продлабочи, малку се пролонгираше, и тоа ги доведе овие фактички ситуации во кои сме денес. БДП-то имаме негативен раст од 1,9% до сега, за разлика од соседната Србија, каде што имаме позитива од 1,7%, Албанија, каде што како да немало корона, отидоа на 5,53% позитивен раст, и Косово 5,57% позитивен раст. Странските инвестиции во Република Македонија се 25,66 милиони евра, што е мизерно. За разлика од Србија, каде што се 960 милиони евра, за разлика од Албанија, каде што имаме 229 милиони евра, и од Косово, каде што имаме 119 милиони евра директни странски инвестиции. Или по глава на жител, во Косово 68 евра, во Албанија 81 евро, Србија 138 и Република Македонија жални или срамни 15 евра по глава на жител. Сега како ние ќе се опоравиме од оваа корона, како ќе отвориме нови работни места ако немаме директни странски инвестиции? Вие како добар економист знаете дека платата се покачува по два основи, минималната плата може да се покачи законски, како што тоа го правиме со интервенција, меѓутоа тоа не е одржливо и може по природен пат да се покачи со директни странски инвестиции, кога ќе се направи една конкуренција на пазарот на трудот, кога граѓаните кои што се невработени ќе имаат опција да изберат каде да се вработат, а овие компании ќе им нудат повисоки плати за да можат да ги приберат кај себе. Меѓутоа, не можеме со тоа да се пофалиме во случајов. Основа на програмата на СДСМ беше она што велевте дека ќе вратите парите кај граѓаните. Арно, ама сега ќе ви кажам во однос на нафтата како ги враќате парите кај граѓаните. Имавте до душа еден неуспешен обид или би рекол делумно успешен со враќањето на ДДВ-то, меѓутоа тука кога ќе ги ограничите македонските производи и прехранбените производи со 5% ДДВ кои што имаат стапки, тие се многу пари кои што се враќаат кај граѓаните, меѓутоа еве за нафтата. Нафтата едно време во 2008 година велевте дека е многу висока, дека
ВМРО ДПМН ја донело таа цена на нафтата, меѓутоа не е така. Зошто не е така? Бидејќи на 3 јули 2008 година цената на нафтата на светската берза беше 143,95 долари по барел. Денешната берза са Балија проверив е 71,7 долари по барел, или двојно помалку од тогаш. Меѓутоа, тогаш немавме давачки кои што беа одредени од државата, што се на ова ниво. Затоа е сега цената толкава. Вие, од кога дојдовте на власт, па наваму, вака ги враќате парите кај граѓаните. 1,2 денари покачивте големопродажна маржа на литар нафта. 1,4 денари малопродажна маржа на литар нафта. 0,25 транспортни трошоци, потоа Тердовски воведе акцизи 3 денари со 0,54 ДДВ, потоа кризните акцизи 3 денари со 0,54 ДДВ и сега ова што го кажувате вие, новата еколошка такса 3,5 денари со 0,56 ДДВ, тоа значи дека за секој литар нафта граѓаните плаќаат по 14,06 денари нови давачки. Практично испаѓа дека вие парите воопшто не им ги враќате. Им ги враќате на трансакцијска сметка преку мој ДДВ во некоја незначителна сума, меѓутоа со полнење на еден резервоар гориво тоа се анулира. Секој нареден резервоар во текот на годината е дополнителен трошок за секој граѓанин. И сега тоа постигнува лавина од ефекти, пред се негативни за македонската економија и за македонските граѓани. Зошто? Затоа што досега имаме оваа година само, односно предната 6200 фирми кои што ставија клуч на врата и 55.000 нови невработени. Со сите овие дополнителни давачки претпоставувам дека ќе имаме најмалку уште десетини илјади невработени граѓани поради тоа што покачувањето на нафтата директно влие и на инфлацијата и на многу голем број на бизниси кои што примарна, за да остварат примарната дејност, мораат да имаат зголемена потрошувачка или да ставаат што е можно повеќе нафта, нели, за да остварат поголем профит. Сега, статистиката која што економистите ја измислиле и извеле една формула, кажува вака: 1% зголемување на нафтата предизвикува 0,6 денари инфлација. Овие 3,5 денари ќе ја зголемат цената на нафтата за околу 5%, што значи дека 2,3% инфлација ќе се добие само од ова покачување на нафтата. Кога сме кај нафтата, многу често ќе кажете дека сте вовеле зелена нафта. Арно, ама таа не е исплатена. А зелената нафта, им направивте тука една финта, за тутунарите не важи зелената нафта. За рамоградинарските производи над 5 декари имаме зелена нафта, меѓутоа никој не краставици и патлижани повеќе од 5 декари, така што и тие не можат да си го искористат тоа. Гасификацијата во овој ребаланс е намалена за цели 40 милиони денари, односно не е предвидено да се развива гасификацијата. Од тука сакам да почнам уште една работа да отворам. Зошто е ова битно? Зборуваме за еколошка нафта, зборуваме за заштита на животната средина, а не вложуваме во гасификација. Сега, во Република Македонија има 487.207 возила. Тие се и зиме и лете тука. Тие не одат летно време во другите држави, па зимно време а се тука. Зимно време степенот на загадување е многу поголем. Значи не е до возилата. Возилата се тука цело време. Не е до возилата. Туку треба да имаме инспекцијски надзори врз индустријските капацитети, да видиме со што се греат, ама вас Стојко ви беше крив. Понатаму, ова задолжување кое што е предвидено е долгорочно и нормално е вие сега што кажувате да плаќаме повисоки камати. Нормално е да се задолжуваме, меѓутоа да се задолжуваме за суштински работи за подобрување на животот, да не се задолжуваме за социјални трансфери. Не сме, ова е неодржливо. Нашите деца и нашите внуци ќе го враќаат ова. Понатаму продуциравме
продуциравте 10.000 нови семејства кои што користат социјална помош. 2019 бројката била 22.500, годинава е 32.345 или 9.855 повеќе. Со нереализација на капиталните проекти, кои што се на ниво од околу 20%. Имаме прво индикатор за корупција, затоа што ние планираме нешто, луѓето им дава важна надеж, меѓутоа не го реализираме тоа. А од друга страна, поради целата инфлација и на железо и на сите останати градежни материјали, оние средства кои што сме ги предвиделе, нема да бидат доволни за реализација на оваквите капитални проекти. До сега имаме 20% реализација, предвидуваме уште повеќе пари, ама никој гледа инфлацијата на оние градежни материјали кои што требало да се набават, а не се уште набавени. Нема да стасаат средства за она што е планирано. Ќе одам од проектираниот буџет. Имаме 42,9% зголемување на средствата за Агенција за финансиска поддршка на земјоделие. И ова се должи затоа што не се исплатени ниту субвенциите, ниту зелената нафта. Сточарите 2 години немаат денар земано за млекото кое што го имаат продадено. Министерството за образование и наука, тука имаме намалување за 11% и тоа пред една реплика го кажав. Председателот на Република Македонија ќе за купување опрема и машини ќе потроши за 70% повеќе пари, повеќе средства од предвидените во буџетот, а за купување на возила ќе потроши 60% повеќе средства од оние што беа предвидени на стартот на годината. Добро е ова што Фонд за инновации и технолошки развој има зголемување на средствата кои што ќе ги добие, меѓутоа искрено гледајќи кој раководи со тој центар за иновации, се сомневам дека ќе бидат правилно распределени. Во влада тука имаме за основни плати зголемување 11,31, на доместоци 804,26%. Тоа на ништо друго не ми укажува, освен на предизборен подкуп или предизборни нови вработувања, кои што можеби ќе бидат и привремени, па понатаму ќе видиме како ќе се движат, зависи како ќе испаднат резултатите. Така? Договорни услуги, зголемување за 74,54%. Реформите во полицијата, намалување за 11,8%. Полицијата жална онаква каква што е, ја гледаме во каква ситуација. Имаме полицајци кои што немаат опрема, кои што отидоа на протестите за Монструм, се вратија со дупнати глави затоа што немаат шлемови, со капчињи отидоа. Имаме полицајци кои што имаат, имаме полицајци, за жал, кои што патуваат постојано поради партиски реваншизам, од еден во друг град, од еден во друг различен сектор за внатрешни работи, и за тоа се предвидени дневни и патни расходи зголемување за 59,18%. Зошто? Затоа што Оливер Спасовски и неговите овие како Чипсио или како се вика, командири началници, не можат да ги гледаат воопшто оние кои што биле поблиски до ВМРО, па ќе праќаме во други градови и ќе трошиме од буџетот само да не ги гледаме. Ефект нула. Нула ефект. Имаме предвидено зголемување на средствата за купување на возила во полицијата, што не знам искрено во каква состојба да се јети, тоа ајде да речеме дека е некаде оправдано. Обележување на годишнина од рамковен договор 500.000 евра. Браво! 500.000 евра обележување на годишнина од рамковен договор. Немаме средства за стационари кои што беа одбивани од амандманите, немаме средства за отпадни води, немаме средства за гасификација, имаме 500.000 евра за рамковниот договор. Поправки и тековно одржување 80% зголемување на ставката во тоа министерство, сега влегува во нова зграда пред 1 месец. Срамоте. Шо ќе купуваат, шо ќе одржуваат, пусти они, не знам ни ја. Понатаму,
Министерство за економија и интеграција во ЕУ 83% намалување на ставката. Луѓе, ова е смешно. Зошто? Затоа што не одбиле. Добро. Унапредување на животна средина, Министерство за животна средина и просторно планирање 5,65% намалување. Инвестиции во железничката инфраструктура, намалување 28,36%. Уште ли ќе правиме таа до Софија? 30 години ја правиме, никој не смогне сили. Гасификацијата веќе ја поменав дека имаме намалување од 5,34% на средствата кои што се за гасификација. Одам понатаму. Технолошки, индустријски развојни зони. Нешто што треба да представува основа за развојот на бизнисот и за развојот на индустријата во Република Македонија, ние им ги намалуваме средствата за 7,37%. Навистина мислам дека тие треба да ги негуваме и да ги унапредуваме, затоа што, како што кажав, тука станува конкурентноста на пазарот. Таму се продуцираат и нови работни места, и нови бизниси, и таму идните генерации би се вработувале. Ако ние не вложуваме во тирзовите, не знам каде треба да вложуваме. Многу е лесно да интервенираме пак со закон минимална плата да зголемиме, меѓутоа да оставиме природно да се зголемува платата. Изградба, опремување и одржување на објекти од социјална заштита и домови за стари лица, ова е Министерство за труд и социјална политика, намалување за цели 17%, доколку, односно, да, а материјали и ситен инвентар имаме зголемување за 133% во истото министерство. Купување на опрема и машини 328% изголемување, купување на мебел 220% изголемување. Како сега не градиме капацитети, не градиме градинки, не градиме старечки домови, не градиме училишта за лица со посебни потреби, не градиме специјални основни и средни училишта, а имаме зголемување на сите овие ставки за мебел, за разни трошоци непродуктивни. Реформа на јавна администрација, Министерство за информатичко општество и администрација, намалување за 30%. Ова е едно од препораките постојано на европските партнери наши. Субвенции на јавни предпријатија се зголемува за 23% и тука предпоставувам дека е за МТВ. Купување на мебел 35% и тука имаме зголемување во Министерство за јавна администрација. За образованието преска говорев во репликата, меѓутоа пак ќе спомнам, не можеме ние да имаме здрава нација доколку не инвестираме во спортот. А спортските сали се изоставени овој пат. И така цела година имавме онлайн настава, и така учениците седеа дома без никакви физички активности, сега и не им овозможуваме просторни услови за да можат да работат на нивната физичка и здравствена состојба. Изградба на ученички домови, односно реконструкција, се намалува за 15%, а ветувавте студентски кампус, ветувавте нов студентски град, ветувавте покачување на студентскиот стандард, меѓутоа ништо од тоа немаме. Доколку го сметате покачувањето на студентски стандард, овие субвенционирани оброци, тоа не е од вчера, не е од денес, не е дека вие сте го дали само тоа. Тоа е на сите заедно. Купувањето на мебел во Министерството за образование зголемување за 606,53% и купување на возила зголемување за 17,54% во Министерството кое што раководи познатата реформаторка на образованието госпоѓата Мила Царовска. Се амбуланти во рурални подрачја 0 денари немаме зголемување. Затоа ќе ни се случуваат оние несакани настани со луѓе, па со тракки ги носиме, па на носилки по 5 часа. Немаме, ги затворивме амбулантите во малите средини. Населението е се постаро, ние наместо да им испаднеме во престрет, јас како што гледав во вашата програма, вие го имате тоа предвидено. Меѓутоа никаде ги нема. Ги нема. Не собравте храброст да изгласате амандман, односно да поддржите за противпожарни возила.
Не поддржавте амандман за нови амбулантни возила. Срамота е ова што се прави. Благодарам.